Втора недела протести на демократските законодавци загрижени за обидите на председателот Доналд Трамп да ја преобликува американската влада. И покрај ограничениот политички капитал во двата дома на Американскиот конгрес, демократите ветија дека ќе се борат против, како што ги нарекуваат, екстремните напори на администрацијата на Трамп да ги затвори владините агенции и веднаш да отпушти федерални работници. Ако сакате да направите кратења, тогаш тоа треба да го направите преку дебата во Конгресот, а не без законски само со нивно спроведување. Сакаме да се осигураме дека нема да се прави расипничко трошење, но тие ги сечат основните работи што ќе им наштети на милиони американски семејства. Републиканците ја бранеа работата на одделот за владина ефикасност, предводен од милиардерот Илон Маск, велејќи дека обидите да се запре измамата и расипништвото се одамна задоцнати. Нападите на Демократската партија е токму причината зошто тие немаат мнозинство во Конгресот, а нивниот кандидат не е во Белата куќа. Одделот за владина ефикасност со право ги повлекува завесите кои беа затворени со години, а гневот што го гледаме од спротивната страна е збунувачки, но не изненадувачки, ако се има во предвид нивниот рекорд на неуправување со парите на даночните обврзници. Демократите ветуваат дека ќе се борат за заштита на владините агенции или ќе ги задржат нивните гласови во предстојните разговори за финансирање на владата. Постои многу мал интерес да им се помогне на републиканците кога не веруваме дека председателот Доналд Трамп ќе ги потроши ресурсите што ги обезбедивме за образованието, здравството, нашата одбрана, со Елон Маск и неговите неизбрани пријатели кои поминуваат и ги прегледуваат федералните системи. Демократите имаа одреден успех со привремено запирање на извршните наредби на Трамп во американскиот судски систем, но еден аналитичар за Гласот на Америка рече дека за други промени ќе потрае. Се уште не сме виделе мобилизација, но тоа е најиндиректната за механизмите на моќ во Вашингтон. Потребно е време за тие пораки да одекнат кај американскиот народ, за да се координираат меѓу себе и да добијат доволно обем за да стигнат до членовите на Конгресот или доволно членови на Конгресот. Но председателот на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, рече дека Демократската партија има многу мала моќ. Нема идентификуван лидер на партијата. Немаат јасна визија. Изгледаат како да се без курс. Во надеж дека ќе се најдат себе си, се зафатија со овој нов, сјаен објект наречен владење на правото. Па би сакале да го поздравиме концептот. Би било за почит ако не поминале последните 4 години со главите закопани во песок, додека поранешниот председател Џо Бајден буквално го газеше владењето на правото без никакви приговори. Краткорочниот договор за финансирање на американската влада треба да истече на 14 март.